националниот координатор цело време работи во суштина. Што работиме? Доколку нема мозочна смрт во периодот, работиме на протоколи. Работиме сега на протоколите за црн дроб и за коскени делови и ткива. Работиме со нашите партнери, тоа се значи дали се хирурзи, дали се интернисти кои што влегуваат. За жал короната стварно многу не успори во одредени работи, бидејќи видите дури во моментов сега да имаме мозочна смрт, имаме колеги кои што се со корона позитивни, кои што не доаѓаат на работа, а ние не сме голема земја. Не е цел персонал внесен во оваа трансплантација. Точно се одредени луѓето кои што се занимаваат со оваа проблематика и тоа се малце број на луѓе. Генерално, ние ги лекуваме пациентите. Ние сакаме да ги спасиме пациентите. Значи, има две приказни. Во едната приказна сме ние ги лекуваме пациентите и сакаме да ги спасиме пациентите и тоа е нашиот позив, нашата работа. Но во суштина, доколку е состојбата толку лоша да пациентот заврши со мозочна смрт, тогаш едноставно можеме да процесираме понатаму. Трета работа е што не секоја и мозочна смрт е соодветна за органодарителство. Имате пациенти кои што се многу стари. Тие органи, реално биолошкиот капацитет на тие органи е несоодветен за некој млад човек. Значи, треба добра да се направи диагностика во однос на квалитетот на органите, како се тие одржувани, односно како е лечен пациентот, ако е лечен добро пациентот, такви органи ќе има. Но воопшто не сме престанале да работиме. Јас би го поставила пообратно на вас, би го поставила прашањето. Доколку нивото на свеста не е високо, дури кога ќе ве праша таму, не знам, возачка која ќе земате, да ќе даруват, не. Ако не е свеста, значи ние работиме на свеста, законот не ја прави свеста. Дали ме разбирате? Законот ја прави легалната рамка во која што нема да дозволи орган трафикинг или пазар на органи. Значи тоа е законот. Законот во однос на мозочна смрт не е закон, туку тоа се медицински параметри во однос на мозочната смрт, е генерално ист во цел свет. Генерално докажувањето на мозочна смрт не е нешто што до сега не е видено, туку дури ние многу повеќе тестови правиме него, например, Велика Британија. Законот не го прави органодарителството. Свесноста на граѓанството во однос на оваа тема го прави. Дали е тоа донорска картичка, дали е тоа овој тип на изјаснување, ние имаме да се изјаснеме на нотар само ако не ќе да даруваме во животов. Инаку сме сите донори. Но семејството одлучува, затоа што ние сите треба да зборуваме дома во семејството. Затоа зборам, кога зборуваме подолго на оваа тема, тогаш и можеме да допреме до семејството и до граѓаните за што значи ова во суштина. Не е само бројката на органи, туку дали ние по принцип органите ги процесираме, односно го процесираме донорот според принципите нивни. Дали се согласуваат сите испитувања. Значи, тука има голем број на испитувања. Не е само хајлат. Тоа не е ефтин процес, воопшто не е ефтин процес. Тоа е прво. Второ, тие бараат да влеземе во некаков базичен агримент, како се вика договор, базичен договор, во кој што ќе биде примарно teaching and training, значи учење и тренирање. Тие сакат да ова нешто го проодуваме, да ни помогнат во проодувањето. На крај се органите. Верувајте, значи не е така лесно, на крај се органите. Да, и точно треба да имаме барем 5 донора на година. 5 донации, значи 5 кои што сме ги процесирали, кои што сме добили согласност од семејствата за трансплантација, односно за експлантација на органите.